на 15! Добар ден. Тема на денешното моје експозе са меѓулудски односи. Наиме, сите сте сведоци дека овие бурни политички времења, меѓулудските односи се многу нарушени. Меѓутоа, то од увек било така, нарочито кога станува реч измеѓу мушки и женски особи. Ето, овие денови сте сведоци како жени тепат мужи и обратно, а то све води од едно сасим различито point of view, што го викате глезите, стање на гледиште, и ја, како експерат од таа област, тука ми е гужва у чекаоница, достоп ке мене доваѓат луѓе, да им ги разрешиме тие проблеми, да успостават блиски односи и однакто. Еве сега најубаво ќе можете вие низ пример со моите пациенти, да не речам клиенти, то да го видите. Ај, че ве молам, кој у чекаоница дека влезе. И од такова. Да. Поверите, седите, госпоđo. Докторе, нешто не е во ред со маш ми. Значи, се договоривме да излеземе. Има едно кафе кај што стално излегуваме, али пред тоа бев договорена со другарка ми да идеме на шопинг и дали 15 минути закаснев. Влегувам, беше седнат веќе во кафичот, значи толку ладно се понашаше. Значи сега си викам, јас сум крива сега, да му се извинам, да му кажем како што било. Му викам, мили, извини, 15 минути закаснав, нели? Прв пат да не искоментира за некое мое каснење. Го прашав да не е нешто, јас да не сум крива. Вели, не, немој да се грижиш, не е до тебе. Веднаш почнав да мислам дека нешто се случува. Ова не е нормално. Ова не е нормално. Извинете. И му викам, сакаш да одиме на некое потивко место да разговараме, да видам што е работата. Вика, во ред ќе одиме. Значи се согласи, значи прифаќа некои сугестии од мене, се е во ред со мене. Цело време си мислам што може да биде. Немате појма какви мисли низ глава ми помина. Седнавме таму, разговараме и стално си мислам, ако не е до мене, сигурно има друга. Сигурно. И од таму ќе си одиме. Во колата цело време молчеше. Јас го погледнав, му се насмевнав и му кажав, Злато, те сакам. Тој само ме погледна, ме поташка така нежно по рамото и ништо не ми кажа. Знаем дека нешто не е во ред, знаем, значи многу чудно, многу ладно се однесуваше. Стигнавме дома. Првото нешто што го направи, веднаш седна на телевизија. Не ме ни погледна, ни малку не ме погледна. Немате појма какви мисли ми поминаа низ глава. Значи, убедена сум дека има друга. Значи, убедена сум, знам. Отидов по спалната, значи не можев да заспиам. Мисли низ глава, што, каде, зошто, која е таа? Си легнав. Не помина 30 секунди, дојде. Почна да ме гали, да ме бакнува. Но пак беше чуден, докторе, пак беше чуден. Водевме, ама толку страстно водевме љубов. И на крај, тој веднаш заспа, а јас сакав да разговараме, да видам што е работата. Толку беше чуден, толку беше студен. Почав да плачам, докторе, заспав плачејки. Јас сум убедена дека има друга. Мојот живот е катастрофа, доктор. Не ме сака повеќе. Добро, ја ќе поразговарам и со вашиот супруг, ќе се среди. Ај, одите, болипте, немој да плачеш, одите, болипте и нека влезе бажот ти. Видите, сега ќе разговараме и со лицето, да видите што уствари значи тоа different point of view. Вчера катастрофа. И што се деси? За 3000 денари ме паѓа Челси. Меденца пиша в ливче, катастроф, нервозен, стуткан, како глуп. Цел ден така и помина. Малце после тоа со жената се подкачив малце. Си заспав бајче. Ето. Сега нов човек.
Видите, тоа ти е point of view. И тој point of view ствари ти ги прави после чувствата овакви или одакви, а чувството на енглески се вика feelings, и од таму е постала онаа песмата Feelings, Натерборде Feelings, меѓутим да не пева ова. Еве исто на оваја тема за различити point of view и за point of view from од Венера и од Марс, зашто мушкарци и жени се така различити, и ќе ви дадам низ еден илустрован пример, на пример од наједен обичан банален муабет, кој искочи жеско од фризер како разговара, а како разговара мушко. Еве ово. О, Мариче, здраво! Кај си, Марико, комшивки, што беше? Еве, ти што правиш? На кај дома си одаме. Ти на фризер си бил? Да, бе. Леле, многу ти убава коса. Мислиш? Ау, фантастична ти е. Леле, септен. Јас не мислам така да ти кажам. Од кога ме ишише овој фризерот, се гледам огледало, лудница што да ти кажам. Не мислиш дека имам висок степен? Ма како висок степен, што збориш глупости? Јас знаеш колку сакам така да си шишам. Ама пусто округло лице имам, абе никаква мене, никаква фризура не ми стои. Не се согласувам воопшто со тебе. Јас мислам дека имаш перфектно лице за секаква фризура. Сега знаеш какви се носат новите фризури? Не. Со шишки тука, кратко, малку стрижено. И јас сакав така. Ма види каков долг врат имам, бе, види. Ти имаш долг врат? Да. Ма дај, не се глупирај, молим те. Па мене види каков ми е вратот. Па ти да имаш бревакви дебели раце како мојве боксерски. И Не, чекај, ја помина секоја граница, значи нема врска тоа што го кажа сега. Ти ако имаш такви раце, јас што да кажам за мој. Види ги. Абе надвор 100 степени, не можам му кратки ракави да се облечам. абе ај до... Ето видите каква дискусија се развива. А да видиме сега како реагират на тоа мушкарци. Си се шишала? Да, Ај, не чека. И што бе сега вие, драги гледачи, мене, јасно ли ви е сега зашто се тепаат тамо жени со мужи? А све е тоа од point of view. И оно раѓа чувства, што на енглески се вика од енглескиот збор to feel и од песмата feelings. K15